Почитувани членови на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство, почитувани членови на партиите од коалицијата за подобра Македонија, поддржувачи и симпатизери на политиките на ВМРО ДПМН, добродојдовте на вечерашното представување на кандидатите за пратеници, господинот Ѓорѓи Коџабашиев и господинот Илија Димовски, кандидати на листата во третата изборна единица, чиј носител е Никола Тодоров. Не молам да ја проследиме химната на Република Македонија. Благодариме на Петре Штериов и на Орхидеја Дукова за оваа прекрасна изведба на нашата национална химна. Ова вечер
сме овде, значи, да ги представиме нашите кандидати за пратеници. Сите знаеме дека на 13 април ќе се одржат редовните председателски избори. На 13 април повторно ќе бидеме исправени пред изборот да избереме свој председател со јасни национални определби, без лавирање во своите ставови, од случај до случај. Нашиот кандидат Ѓорѓе Иванов. На 27 април ќе излеземе, ако има втор круг на председателските избори, се надевам дека ќе нема. И вонредните трети поред веќе во овие 8 години вонредни парламентарни избори кои се испровоцирани од однесувањето на голем дел од политичките субјекти во Република Македонија со цел да се предизвика и да се држи нашата татковина во постојана политичка криза, да се дефокусира патот на македонскиот народ, македонската нација по кој сме тргнати. Затоа на 27 ќе им покажеме на сите скептици, на сите душегрижници во наводници за иднината на нашата татковина, кој е вистинскиот избор и каде ќе се движи нашата татковина. Еден од луѓето кои жестоко се впуштија во оваа кампања, во објаснување на нашите ставови, кој се грижи за нашите организациони и други системи, е нашиот млад председател на Општинскиот комитет, господин Александар Ковач. Почитувам господин Чадиев, градоначалник на општина Велес, почитувани господин Илија Димовски и Ѓорги Коџабашчиев, досегашни и идни пратеници во собранието на Република Македонија, почитувани представници на Македонската православна црква, почитувани членови на Советот, почитувани представници на коалиционите партнери од коалицијата за подобра Македонија, драги гости, браќи и сестри. Чест ми е што имам можност да се обратам пред вака голем аудиториум на вечерашното представување на кандидатите за пратеници на ВМРО-ДПМН на предстојните парламентарни избори. Почитувани, политиката е одговорна работа. Затоа ние во ВМРО-ДПМН довербата од граѓаните никогаш не ја бараме врз основа на празни ветувања, врз основа на празни флоскули. Затоа ВМРО-ДПМН на сите избори, па така и на овие, секогаш излегува со конкретни проекти, со конкретни предлози, преточени со конкретни финансиски пресметки и конкретни рокови за реализација на овие проекти. Тоа е принципот на работа на ВМРО-ДПМН. Затоа и на овие избори ВМРО-ДПМН излегува со досега најобемната и најконкретната програма за парламентарни избори, програма содржана на 380 страници, програма во која се сосредоточени 2046 проекти. Отчетноста во работата на ВМРО-ДПМН е вториот главен принцип. Ние оваа поддршка од граѓаните не ја бараме само врз основа на проектите кои што ги преточуваме во оваа програма. Ги бараме и врз основа на сето она што претходно ВМРО-ДПМН го реализираше, сето она што ВМРО-ДПМН го остава зад нас. Таа доверба која граѓаните ни ја дадоа во изминатите години, ценам дека апсолутно ја оправдавме реализирајќи мноштво проекти, мноштво решенија кои што значеа подобрување на животот на граѓаните во секој еден сегмент.
ВМРО ДПМН реализираше многу проекти кои што значеа подобрување на условите за живот на различните категории на граѓани. Реализиравме многу проекти во делот на градежништвото и инфраструктурата. Подеднакво, како во градовите, како во урбаните средини, така и во руралните средини. Реализиравме многу проекти кои што истовремено значеа подобрување на условите за живот на младите, меѓутоа реализиравме и проекти кои што значеа подобрување на животниот стандард на пензионерите. Инвестиравме во економијата, во поддршка на стопанствениците, на бизнисмените, но имавме проекти кои што значеа и подобрување на условите за работа на работниците, но и подобрување на животниот стандард на најзагрозените, на социјалните категории. ВМРО ДПМН во изминатиот период реализираше проекти и издвои рекордна сума на средства за поддршка на земјоделието и земјоделците во Република Македонија. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Кога сака да не критикува нашиот политички противник, Социјалдемократскиот сојуз, тие во изминатото често се обидуваа како критика да го прикажат тоа дека ВМРО ДПМН во даден момент беше земјоделска или селанска партија, како што викаат тие, сметаа дури дека не навредуваат на тој начин. Потоа имаше еден период кога велеа дека ВМРО ДПМН е партија на пензионерите, па викаа дека ВМРО ДПМН е социјална партија, па ВМРО ДПМН е била партија премногу на младите луѓе, и секогаш кога го кажуваат тоа сметаа дека не навредуваат, но напротив, ВМРО ДПМН е горда на сите овие епитети кои што ни ги даде Социјалдемократскиот сојуз. И да, ВМРО ДПМН е и партија на земјоделците, и партија на младите, и партија на пензионерите, и партија на бизнисмените, но и партија на социјалците. ВМРО ДПМН е пред се народна партија. И тоа е тоа што нас не разликува од Социјалдемократскиот сојуз. Ние спроведуваме политики кои што се однесуваат на секоја категорија од граѓаните на Република Македонија. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, кој што кога ја добиваше довербата од граѓаните, единствено беше преокупиран со односење на закони и спроведување на политики кои што се однесуваа на подобрување на животот на нивните партиски елити, ВМРО ДПМН не заборава дека поддршката ја добива од сите категории на граѓани во Република Македонија. И затоа ВМРО ДПМН ќе продолжи да реализира проекти кои што ќе го подобруваат животот на секоја категорија на граѓани во државата. Почитувани сограѓани, тимот кој што остварува, тимот кој што создава, не се менува. Затоа и на овие избори ќе ве повикам да дадете поддршка за тимот кој што во изминатиот период реализираше, тимот кој што создаваше. Заедно со вас, со вашата поддршка, ВМРО ДПМН во 2006 година ја започна преродбата на македонското општество. Низ годините кои што следеа, повторно со вас, успеавме да реализираме проекти, успеавме да создаваме дела. И уверен сум дека ВМРО ДПМН повторно ќе ја добие вашата поддршка за да продолжиме заедно да ги создаваме делата кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните. Начело на тимот на ВМРО ДПМН, одговорен за сите овие проекти, како и досега, така и понатаму продолжува да биде председателот господинот Никола Груевски. Нашата изборна единица, изборната единица број 3, како дел од тимот на господинот Груевски, носител на листата за пратеници на овие избори под реден број 5, ја има досегашниот министер за здравство господинот Никола Тодоров. На истата таа листа за пратеници имаме чест што се наоѓаат и имињата на двајцата наши сограѓани, господинот Илија Димовски и господинот Ѓорѓе Можебашиев. Луѓето кои што и во минатото беа дел токму од тимот кој што создаваше, токму од тимот кој што остваруваше предводен од Никола Груевски.
Луѓето кои што во изминатите 3 години беа членови на парламентот на Република Македонија и луѓето кои што докажаа дека човек и кога ќе стане политичар и кога ќе стане пратеник може да остане човек, може да остане истиот оној човек кој што граѓаните и претходно ќе го среќаваат на улица и претходно ќе можат да комуницираат со него и ќе го препознаваат како дел од себе. Овие луѓе, Илија Димовски, Ѓорги Коџабашиев, се истите оние кои што учествуваа во создавањето на сите овие проекти реализирани во изминатиот период. Тоа се луѓето кои што не го заборавија градот од кој што доаѓаат, не ги заборавија своите сограѓани и интензивно во изминатиот период лобираа и пред институциите на државата и пред министерствата, велес да добие што е можно поголема поддршка од централната власт, велес да добие што е можно повеќе од проектите, од финансиските средства кои што се издвојуваат со буџетот на Република Македонија. Тоа се оние луѓе кои што беа неуморни во остварување на нивната и нашата заедничка идеја за подобрување на животот на граѓаните на Велес. Затоа, уште еднаш, ќе ве повикам да дадете поддршка на листата за пратеници подреден број 5 на 27 април, заокружувајќи го бројот 5 пред името на носителот на листата Никола Тодоров, да дадете поддршка и за нашите сограѓани, за господинот Илија Димовски и господинот Ѓорги Коџабашиев. На тој начин, заедно, ќе продолжиме да создаваме дела, ќе продолжиме да креираме развој за нашиот Велес, ќе продолжиме да создаваме убава Република Македонија за сите граѓани на Република Македонија. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Точно пред една година имавме локални избори. На тие локални избори наш кандидат беше господинот Славчо Чадиев. Многумина пред да почнат воопшто изборите не прежанија. Го прогласија против кандидатот за сигурен победник. Просто не требаше да изнегуваме на избори. Арно ама. ВМРО ДПМН имаше стрпливост, веруваше во својата програма и со огромна стрпливост се обиде на луѓето да им ја објасни програмата, целите, проектите и личноста која ќе ги реализира тие проекти. Многумина и тогаш велеа сите се исти. Тој збор сите се исти не е точен, затоа што има разлика, не се сите исти. Дека не се сите исти за една година само, покажа и нашиот градоначалник и советот заедно со него на чело со доктор Александар Колев. Затоа дека не се сите исти, дека има разлика, ќе ни каже нашиот градоначалник господин Славчо Чадиев. Добра вечер, Велес. Добра вечер, ВМРО ДПМН. Деновиве многу често сме заедно. На наша радост, на наше задоволство. Убаво е кога имаме што да си кажеме и кога не се плашиме едни од други. Затоа што сме искрени, затоа што сме добронамерни. Нема зошто да напаѓаме некого. Нема зошто да се браниме од некого. Затоа што сите ние заедно работиме за својата иднина. За иднината на нашиот град, за иднината на нашата татковина, за иднината на нашите деца. Поштувани собрањани, оваа пролет пред нас се големи одлуки. Треба да избереме председател на државата, но треба исто така, со голема одговорност, пред себе да избереме и своји представници во парламентот на Република Македонија, да ги избереме нашите пратеници Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев. Листата од нашата изборна единица не победила до сега и понатаму не победила тројка. Е победнички тим. Тим од луѓе што изминативе години покажаа дека власта што ја добиваат не им
гарантира спокоен мандат. Напротив, покажа и докажа дека власта може да се искористи за да ни служи нам, за да ни помогне да ги надминеме сите проблеми што со години назад останувале само ветувања и ништо повеќе. Овие наши пратеници ветуваат, работат и исполнуваат, и ги исполнуваат. Без нивната заложба и подршка сигурно немаше да ги постигнеме сите оние капитални инвестиции што полегано сигурно го освојуваат Велес. Индустријски развиени зони, образовен центар на Вардарскиот плански регион, културен и спортски центар на Балканот, општина со здрава животна средина и го представуваат Велес во една од најгордите урбани средини во Република Македонија. За сите овие констатации стои реално, стои видливо, конкретно образложение. Се формираат нови индустријски зони, а постојаните се уредуваат. Во програмата на ВМРО ДПМН се најавуваат нови инвестиции за нашиот Велес. А се што најавиле и се што ветеле нашите пратеници и нашата влада досега се остварува. Како што вели нашиот председател, нашата сила е во она што го нудиме, а нудиме работа, нудиме дела, нудиме иднина за нашите деца, за нашата Република Македонија. Во Велес се повеќе се развива високото образование. Се создаваат услови за негово современување, негово проширување. Училиштата се реновираат, во средните училишта се отвараат нови образовни паралелки, исто така и со детската градинка, која е во постојан подем. Од оваа година ќе се отвори и спортска паралелка за фудбал и ракомет за прв пат во историјата на Велес. Во Велес паралелно се работи во сите области. Оваа влада, овој тим на успешни луѓе се изброи во Велес да се изгради најубавата театарска града во Македонија, да се фасадираат и се заштитат куќите на старата градска архитектура, да се реализираат во Велес бројни меѓународни културни манифестации. Во Велес се реконструира градскиот стадион, кој со децении беше ругло за жал на сите спортисти, на сите љубители на спортот. Се крева Велес полека сигурно во врвот на Македонија, благодарејќи на вашиот господар вистински избор за пратениците и за партијата што ја раководи Република Македонија. Велес се издигнува на еколошки план. Се чисти почвата, се чуваат водите, се чува воздухот. Набору ќе дојде моментот кога од црна еколошка точка гордо ќе кажеме дека ова е зелена зона. Здрава за живот на оваа и на идните генерации велешани. Изградбата на инфраструктурата е најголемото поле за работа и соработка со владата и општина Велес. Се гради во Иванковци, се направи патот до Оравец, се гради водоводот до езерото Младост, се инвестира во Раштани, се инвестира во Каваслари, се средува патеката околу езерото Младост. Полека, но сигурно се работи секаде, каде со децении било заборавено дека живеат луѓе. И во градот, и во сите зони. Не само во центарот се создаваат услови за достоинствен живот. Се асфалтира, се поплочува, се градат улици и тротуари, подпорни цидови и ракохвати, но се работат и големи инфраструктурни објекти, како кружниот тек на влезот во Велес. Се санираат мостовите, се градат нови, секојдневно никнуваат нови паркови површини, никнуваат нови реконструирани површини. Ке почне реконструкција на пазарот, се уредуваат градски паркинзи, почнавме со новиот градски паркинг од 1800 квадратни метра, 100 паркинг места за нашите автомобили, да се избегне гужбата од центарот. Посебно се гордеам со потекот Соборен храм, Младински парк, театарска зграда, градска куќа. Верувајте, без владата, без нашите пратеници, ништо од ова немаше да биде, затоа што не беше наше. Владата донесе одлука и не го даде во собственост. Офицерскиот дом ни го даде и поранешните простори на Арама во близината на општина, ни го даде и стадионот. Се што изградивме и се што идеме ќе создаваме, го правиме со цел Велес да биде померка на велешани, да возможиме во него да растат, да работат граѓаните што својата и иднината на своите деца ќе ја градат тука, во Велес, во Македонија. Почитувани пријатели, програмата на ВМРО ДПМН за следните 4 години
предвидува реализација на 2046 проекти. Она што досега го стори овој победнички тим за својот град, ветува дека се во таа програма што е предвидено и остварливо. Прочитајте, Велес го има во програмата и тоа добро е застапен. Затоа што ние го нудиме само она што можеме да го оствариме. А можеме да го оствариме единствено ако сите заедно застанеме зад овие луѓе и им го дадеме нашиот глас, им ја дадеме пред се нашата доверба. Нашата доверба ќе биде нивна задача. Нашата иднина е бројот 5 на гласачкото ливче. Да кажеме уште еднаш дека го сакаме својот град, дека ја сакаме Македонија, да ги одбереме вистинските луѓе, да ја дадеме нашата подршка за господинот Илија Димовски и Ѓорѓи Коџавашиев на листата за пратеници предводена од господинот и најуспешен министер за здравство досега Никола Тодоров. Ние остануваме со љубовта кон својот град, со љубовта кон Република Македонија, да го чуваме суверенитетот, да ја чуваме независноста, да го чуваме името, делото, културата, традицијата и со иста енергија да го пренесеме на нашите наследници, идните генерации на Велешани. Затоа да покажеме што знаеме на 13-ти, да славиме на 25-ти, да живее Велес, да живее Република Македонија. Постои една многу позната и често употребувана македонска пословица: тивка вода прекрони. Значи, во оваа македонска пословица се сублимирани неколку карактеристики. Меѓу другото, огромна длабочина, истрајност, посветеност, стрпливост. Доволно е, мислам. Еден од луѓето кои ме подсетуваат овака без остаток на таа пословица е секако Ѓорѓи Коџабашиев, долгогодишен член на нашата партија, нејзин организационен секретар, потоа председател на општинскиот комитет, функционер, раководител на неколку значајни институции кои со неговото директорување се унапредија и на организационен, на секој друг план и во последниот мандат пратеник во македонското собрание. Повелите господине Коџабашиев. Добро вечер, почитувани сограѓани. Добро вечер, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Гледајќи ова позитивна атмосфера, уверен сум дека победата на ВМРО ДПМН на 13 и 27 април повторно ќе биде најголема во третата изборна единица, а ќе започне токму овде од Велес. Со победата на овие избори ќе им одадеме и должната почит на пожртвуваноста на гебиджиите, Алабакот, Милан Арсов, Миле Попјорданов, Велко Попадински, Коста Солев Рацин, Панко Брашнаров и сите други од овој крај кои ги положија своите млади животи за слободна и независна Македонија. Почитувам, овие избори не се само председателски избори, овие избори не се само парламентарни избори, овие избори се историски избори за зачувување на уставноста на Република Македонија. На Република Македонија, како никогаш досега, и треба стабилно мнозинство од 62 пратеника во парламентот и стабилен председател, како што е нашиот председател Ѓорѓи Иванов. Има три причини зошто. Република Македонија, покрај огромниот притисок за промената на името кој води кон промена и на уставот, сега е соочена со притисок за промена на уставот со цел на избор на консензуален председател. Од трета страна, една опозицијска партија е спремна да прави отстапки од македонските национални интереси само да се врати на власт. Па нели го сменија името?
го сменя и знамето на Република Македонија, ја направија катастрофалната територијална поделба на Република Македонија, а како тргна, кој знае што, уште се спремни да направат кој ќе ја свиткаат кичмата. Ние имаме одговорноста да не дозволиме на никој да се поигрува со националните интереси на македонските граѓани и затоа да испаднеме масовно нови избори и да не му дозволиме на никој да не ни оценува. ВМРО ДПМН е единствена партија која цврсто стои зад интересите на Република Македонија и македонските граѓани. Тоа не разликува од сите останати партии и затоа ја имаме поддршката од граѓаните, но имаме и обврска да продолжиме така, затоа што вели нашиот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, да се биде ВМРО и да се биде ВМРО ДПМН не е привилегија. Тоа е најголема обврска и чест, тоа е најголема одговорност. ВМРО ДПМН, начело со нашиот председател Никола Груевски и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, посветено ја водат битката за изградба на модерна европска Македонија. Доказ за тоа се 5 последователни позитивни извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија кон Европската унија, визната либерализација, привлекувањето на странските инвестиции, обезбедување на нови работни места, подобрување на стандардот на земјоделците, пензионерите, социјалците, младите, работниците, подобрените услови во болниците, најсовремената опрема за здравството, градењето школи, патишта и автопатишта, железници и многу други проекти. Затоа не е се едно, има разлика. Ние сме посветени на она што сме го ветеле, зашто за нас дадениот збор е светост. Ние излегуваме пред вас со програма, но и со очи. Ние не бегаме од соочување со вас, како тоа што го прават други. Ние сме секогаш тука, со вас, меѓу вас, зашто вам ја должиме довербата и мандатот. Ние сме тука и ќе бидеме тука да разговараме со вас, да ги слушнеме од вас вашите проблеми, пофалби, но и критики. Само така можеме да работиме во интерес на нашиот град и нашата држава. Тоа е разликата, почитувани. Ние градиме, ние создаваме, ние посветено работиме. Токму такви луѓе требаат на нашата држава, борбени и упорни, кога треба да се борат за државата и граѓаните, со почитување државните и националните интереси. Затоа ве повикувам на 13 април да го заприжиме бројот 1 за сегашниот и идниот председател на Република Македонија Ѓорги Иванов. И ве повикувам на 27 април да го заприжиме бројот 5 за да го дадеме гласот на носителот на листите за пратеници во нашата изборна единица, господинот Никола Тодоров, да го дадеме гласот за најквалитетната програма на ВМРО ДПМН под наслов Проверено, проекти кои докажано се остваруваат. И да го дадеме гласот за сегашниот и идниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Ајде заедно да го довршиме започнатото, да изградиме модерна европска Македонија. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Сега јас имам сериозна дилема. Како да го најмам следниот говорник? Пишував некои реченици, па ги чкртав, па пишував, па ги чкртав и решив да кажам само Илија Тимовски. За најголемата коалиција за подобра Македонија. Денес овде ја започнуваме 8-та поред голема победа за ВМРО ДПМН. Почитувани сограѓани, случајно, но судбински подредено, денеска е еден од најголемите денови за нашиот град,
во последните 25 години. Случајно, но судбински подредено, денеска, за прв пат после 25 години, можеме да кажеме дека во Велес започна да се гради нова фабрика. Денеска во Велес започна да се гради фабриката Маркарт, која што ќе обезбеди најмалку 600 нови работни места за нашите сограѓани. Денеска е денот од кој понатаму никогаш повеќе нема да слушаме за затворени фабрики. Никогаш повеќе нема да слушаме за стечај, за избркани луѓе од работа. 25 години слушавме како се затворил Брако. 25 години слушавме како се затворил Графича, како се затворило градежното предпријатие Пелагонија, како се затворило градежното предпријатие Младост, како се ограбила и се однела во стечај најголемата фабрика во Македонија Порцеланка, како се затворила Свилара. Почитувани Велешани, денеска можеме да кажеме дека тие времиња се минато за нашиот град. Се соочивме со огромни проблеми. Наследивме држава со огромен број на невработени, од кои 200.000 луѓе само во претходните 10 на 15 години изгубија веќе постојните работни места. Се соочивме со држава во која не се градеа нови училишта. Се соочивме со држава во која што не се реконструираа постојните училишта. Со држава во која што или немавме локални патишта до селата, или тие беа претворени во патеки за Велес славом. Се соочивме со држава во која што болниците потсетуваа на заборавени објекти од Втората светска војна. Се соочивме со држава во која што високото образование за нашите млади генерации беше луксус и скапо задоволство. Се соочивме со држава во која пензионерите беа запоставена и заборавена категорија на граѓани. Тоа не беше одамна. Тоа беше спред само 8 години. Во овие 8 години, со многу труд, со многу напор, со многу непреспиени ноќи, со многу ноќна работа, денска работа и залагање на огромен број на луѓе, на многу пратеници, на многу сегашни и поранешни градоначалници, советници, министри и на многу од вас, граѓани, кои што неуморно ја даваа поддршката и веруваа дека токму оваа нова и млада гарнитура на политичари имаат концепт и имаат идеја како да ја извадат државата на прав пат, успеавме да постигнеме огромни успеси. Почитувани сограѓани, дозволете ми накратко во овој момент да не набројувам проекти кои што сме ги правеле во сите овие 8 години. Би било премногу и веројатно би требало 2-3 сати да говорам. Дозволете ми накратко само да ве запознам со работите кои што во овој момент се градат и се случуваат во нашиот град. Па потоа сами судете. Дали е тоа доволно, дали е многу или не е доволно. Ќе набројам 10 проекти кои што имаат вкупна вредност од близу 4 милиони евра. Ќе започнам по ред. Ја започнавме реконструкцијата на новиот мост, мост кој што беше во огромна опасност, заради тоа што беше попуштен, беа попуштени држачите од двете страни. Реконструкцијата на новиот мост ќе значи комплетно затварање за сообраќај, но комплетно градежно отварање на новиот мост, заради тоа што треба да се зајакнат столбовите и да се заменат дел од оние градежни бетонски и армирани носачи кои што го носат новиот мост. Тој проект ќе заврши со комплетно обновување на патот над новиот мост, комплетно опремување на тротоарите, на оградата, која што ќе биде од ковано железо, ќе има
нови канделабри, но суштински мостот ќе биде нов мост. Тој проект чини 700.000 евра и тој проект го правиме со финансиски средства од Агенцијата за патишта. Понатаму, сите сте сведоци дека во нашиот град започна комплетна реконструкција на влезот на градот, на раскрсницата која што беше најголема опасност и на раскрсницата на која што се случува најмногу сообраќајни несреќи. Тоа е раскрсницата на влезот на нашиот град, кај Штипското џаде, кај бензиската на Макпетрол. Поларите смркнат, уште голем дел од ридот треба да се смркне, заради тоа што таму ќе се гради една голема ротонда со голем радиус заради тешкиот сообраќај кој што се случува секојдневно. И тој проект кошта над 200.000 евра. Во исто време градиме пат за Иванковци во должина од 12 километри, во ширина од 4 метри пат, кој што го правиме со средства од Агенцијата за патишта и пат кој што е во вредност од 800.000 евра. Во исто време, во индустријската зона Каласлари, општина Велес привршува со градежните активности за комплетно опремување на индустријската зона Каласлари. Таму се прави патна инфраструктура, односно патна мрежа, таму се прави комунална инфраструктура, водовод, одвод, таму се прави мрежа за електрично напојување, потребни трафостаници, се она што беше потребно за денеска да стартува изградбата на фабриката Маркарт, општина Велес го инвестираше и го направи во вредност од повеќе од 200.000 евра. Во исто време, во нашиот град се случува и огромна реконструкција на градскиот стадион. Да ве подсетам, се уште зборувам за проекти кои што се случуваат само во овој момент. Се случува огромна реконструкција на градскиот стадион. Повозрастните овде се сеќаваат дека пред 30 години Велешкиот стадион важеше дека е стадион со најдобра подлога, односно стадион каде што најдобро се игра фудбал во Република Македонија. Тоа што сега го правиме, тие 1,5 метри површина која што ја вадиме од градскиот стадион и тој дренажен систем кој што сега се поставува на градскиот стадион по сите УЕФА стандарди ќе биде гаранција дека Велешкиот стадион повторно ќе го носи со гордост епитетот за еден од најдобрите фудбалски стадиони во Велес. Знам дека општина Велес планира во следните години да продолжи реконструкцијата на градскиот стадион со нова патека и со средување и изградба на нови трибини, но она што сега го прави општина Велес чини околу 400.000 евра. Во исто време, почитувани сограѓани, во Велес се случува најкрупниот проект за замена и за обнова, но и за поставување на ново градско осветлување, проект кој што го започна претходниот градоначалник, го поздравувам во исто време, овде присутен со нас. Проект кој што го работи општина Велес во соработка со Светската банка во вредност од 400.000 евра, со кој проект општина Велес за 3 години ќе ги исплати средствата потребни за реализација на овој проект и после третата година сите средства што ќе остануваат за градот ќе можеме слободно да ги наменуваме за многу други комунални и инфраструктурни потреби на нашите граѓани. Во исто време, во Велес се гради и водоводен систем со пумпни станици за областа околу Велешкото езеро, со кој што конечно, не само на збор, туку и реално, инфраструктурно ќе создадем услови Велешкото езеро да представува една туристичка зона во која што ќе можеме да продаваме уште многу плацови за хотели, за мотели и за индивидуални стамбени објекти. Секако општина Велес на тој начин ќе обезбедува средства од продажбата на градежно земјиште, од комуналиите кои што се плаќаат за изградба на објектите околу Велешкото езеро и повторно тие средства ќе може да ги употребува за многу потреби кои што ги имаат граѓаните во нашиот град. И тој проект малте не кошта исто толку средства како што и претходниот проект. Во исто време би сакал да потенцирам дека за прв пат после веројатно 40-50 години, да не пребројувам, се случува реконструкција на машинските елементи на вентилите на браната Младост на Велешкото езеро. Таа брана е изградена некаде во средината на 60-тите години и досега не била чепната. Можете да претпоставите што значи тоа за еден таков крупен инфраструктурен објект. Во исто време, почитувани велешани, се прават два убави паркови, едниот во дворот на училиштето Васил Главинов спрема улицата Борис Трајковски со
нова фонтана и многу патеки со многу летниковци, со многу клупи парк кои што преку ден ќе го користат пензионерите, кои што во вечерните часови ќе го користат младите наши сограѓани. Исто така, од владата на Република Македонија нашиот град го доби официрскиот дом и целиот простор околу официрскиот дом и тука проектот кој што веќе е започнат да се реализира ќе значи дека во централното градско подрачје ќе добиеме уште еден прекрасен парк кој што ќе биде гордост за нашиот град, но и ќе биде една целина, како што кажа градоначалникот Чадиев, со градскиот театар, со младинскиот парк, со новата црква Свети Кирил и Методи, со гимназијата Кочараци, ќе представува еден дел од градот кој што ќе ни биде гордост на сите да го поминуваме и да живееме во овој град. Понатака и почитувани сограѓани, има и многу други проекти. Пред еден месец го пуштивме во употреба новиот пешачки мост на Битолската пруга. Пред еден месец заврши комплетната реконструкција на гимназијата Кочораци. Пред еден месец заврши комплетната реконструкција на училиштето Кирил и Методи. Во овој период, во овие неколку месеци, изградени се и реконструирани над 30 улици, посебно со внимание во периферните делови од нашиот град. Во овие неколку месеци се поставени 1 километар и 600 метри ракохвати во нашиот град. Сето ова, повторувам, се прави во овој момент. Сето ова се гради во овој момент. Прашајте ги луѓето од СДС, кои што овие денови може и ги тропнат на вратите или кои што ќе зборуваат. А и јас јавно ги прашувам. Ги прашувам и раководството на СДСМ, го прашувам и мојот колега Маријанчо Николов. Што СДСМ направи за Велес? Дали 10% од ова што сега го набројав, за проекти кои што сега се случуваат, без да подсетувам на проекти од пред една година, од пред 2 години, од пред 4 години, дали 10% од овие работи СДСМ ги направил за нашиот град? Не. Да имаа направено, ќе ги затворевме штабовите, ќе одморевме овие избори, ќе им речевме нека ви е алал, од тука превземете ви. Но не само што не направија нити 10%. Не само што не направија ни 10%, туку тоа што го наследија во моментите кога се создаваше плурална и демократска Македонија, го упропастија. Годините во кои што СДСМ владееше во нашиот град и во нашата држава се најцрните и најтемните години кои што генерации и генерации ќе ги помнат и ќе прераскажуваат. Заради тоа што не постои ниту едно семејство и ниту една фамилија која што на свој грб не ги почувствува тешките последици на мафијашката приватизација во нашиот град. Почитувани сограѓани, сосема набрзо, за да не заборавиме и да оддадеме почит на сите луѓе кои што вложиле многу труд, би сакал да ги набројам и проектите кои што сме ги завршиле или чие завршување е доведено на самиот крај. Ке подсетам на свечиштето Рамина. Тоа беше еден огромен цивилизацијски проблем, еден огромен хуман проблем. Години и години предходните влади и предходните локални самоуправи велеа дека немале пари да го решаваат свечиштето Рамина. Прва работа што ВМРО ДПМН ја направи во Велес беше решавање на проблемот Рамина, заради тоа што луѓе таму ги губеа своите куќи. Луѓе таму живееа во секојдневна и ноќна опасност за да не им се срушат крововите на нивните глави. 64 метри тлабоки столбови од армиран бетон, од тежок челик се внесе во 24 столбови во земја за да се санира свечиштето и да се запре ридот од проширување и од зафаќање на уште поголем дел на граѓани. Ќе подсетам, многу години пред нас велеа дека немале пари. Понатака, хидросистемот Лисиче, односно браната Лисиче, 20 години беше градена во нашиот град со пари од самопридонес, со пари од општински буџет, со пари од државен буџет. Кога ја превземавме одговорноста да го водиме градот и да ја водиме државата, ни пола брана не беше направена. За само 2,5 години, до почетокот на 2009 година, браната беше направена во целост,
водозафатната кула беше направена во целост, беше инсталирана сета потребна механичка опрема во браната, беа набавени сите потребни елементи за лабораториите на хидросистемот Лисиче и денес Велес нема да стравува дали ќе има вода за пиење. А тоа беше така во годините кои што предходеа на нас. Оваа година која што е сушна година и во која што многу градови во Република Македонија ќе го имаат проблемот со водоснабдувањето, Велес нема да го има тој проблем заради одговорниот однос. И ова не е проект кој што кошта 100.000 евра. Ова не се 2 тротоари, не е една фонтана. Ова е проект кој што кошта десетици милиони евра кој што владата на Република Македонија ги издвои директно за нашиот град. Понатаму би сакал да ве потсетам дека извршивме комплетна реконструкција на двете велешки болници, и онаа градската во нашиот град и онаа специјална болница Јасенова. Практично до гол зид ги соголевме едната и другата со нова инсталација, со нов малтер, нова водоводна мрежа, нова електрична мрежа за напојување, со нови ПВЦ прозори, со нови намештаи, со клима уредување, со нова медицинска опрема, компјутерски томографи, стрес тестови, нови рентген апарати, нови инкубатори и ред други. Не би навлекувал да ги бројам заради тоа што и не можам да им ги знам имињата на сите апарати. Но денес во велешкото здравство имаме инвестирано над 5 милиони евра во двете велешки болници. Тоа не беше така во годините кои што беа пред нас. Почитувани сограѓани, за неколку месеци ќе имаме чест да влеземе за прв пат во новата зграда на Велешкиот театар. Знаете дека тоа беше ветување и надеж на многу генерации велешани. И тоа не само заради 30-40 одлични и најдобри глумци кои што потекнуваат од нашиот град, туку заради новите генерации велешани кои што треба да ги научиме дека пред 100 години во Македонија имаше два града, Битола и Велес. Заради тоа го градиме Велешкиот театар, за да имаме место каде 100 пати, 150 пати во годината ќе погледнеме представа, за да имаме место каде ќе погледнеме концерт на танец, да видиме еднаш во годината и филхармонија, и опера, и балет, и концерт на Каролина Гочева, и концерт на Драган Даутовски, и на Синтезис, и на сето она што представува културен амбасадор на Република Македонија. Да го имаме во нашиот град, да ги подучиме нашите млади генерации дека Велес е град, и дека Велес е центар интелектуален и центар културен на Македонија. Почитувани сограѓани, во исто време извршивме реконструкција на скоро сите училишни згради во нашиот град. Во повеќето од нив ги заменивме старите дрвени догради со нови ПВЦ џамови. Во одредени од нив ја сменивме кровната конструкција заради тоа што беше протечена. Нема спортска сала во нашиот град, училишна спортска сала која што не е реконструирана. Набавивме нови столчиња и нови клупи за сите ученици во нашиот град. Набавивме компјутер за секое дете. Овозможивме бесплатно средно образование, овозможивме бесплатни учебници за секој ученик. Но најважно, во нашите мандати Велес стана факултетски град. Денеска 2000 наши млади сограѓани не плаќаат скапи партиципации на факултетите во Скопје, не плаќаат трошоци за кирија, не плаќаат трошоци за патување во Скопје, по многу пристојни и скромни цени. Многу просечни и сиромашни фамилии во нашиот град имаат можност да им овозможат високо образование на своите деца и да им трасираат една поубава патека за нивниот живот. Почитувани сограѓани, направивме и многу други зафати и многу други проекти кои што има и национално и локално значење. Се зголемија пензиите во просек за 62%. Се зголемија платите на вработените во полиција, во армија, во железница, во македонски шуми, во образование, во здравство. Се зголеми социјалната помош, се воведоа многу нови мерки за социјално загрозените граѓани, се воведоа мерки за мобилност, се воведоа мерки за слепи и полуслепи лица. Се овозможи зголемување на додатоците за нега од трето лице. Покажавме чувство за децата без родители. Се
поделија повеќе од 15-20 милиони евра субвенции само во Велес, Градско и Чашка. 2.500 наши сограѓани, 2.500 семејства од Велес во минатите 6-7 години добија 15 милиони евра субвенции по основ на земјоделие како директна помош. Се намали цената на повеќе од 3000 лекови. Се намалија даноците, персоналниот данок, данокот од доход, се намали ДДВ-то за лекови, за компјутери, се намали ДДВ-то за станови, за медицински помагала, за земјоделска механизација. Овозможивме праведен пристап, овозможивме праведност во распределба на државните ресурси. Почитувани сограѓани, најзначајната работа за Велес во последните 20 години секако е недработеноста и екзистенцијалните проблеми кои што ги имаат нашите сограѓани. Во минатиот период вложивме многу напори да ги смениме условите за работа во Република Македонија. Донесовме многу пакети на антикризни закони, донесовме многу повластици, овластувања, либерализации на царински такси, либерализации, олеснување на многу судски и административни постапки. Република Македонија според сите светски стандарди ја направивме еден од најдобрите светски реформатори. Многу ни се чудеа и не критикуваа. Многу ни велеа што ќе ви се тие роуд шоа. Многу ни велеа што ќе ви се тие реклами на CNN. Многу ни велеа зошто ги праќате промоторите да се шетат. Почитувани сограѓани, имаме и уште еден голем предизвик. Република Македонија во последните години и луѓето кои што ја раководат државата често пати се ставани под уцена. Често пати се притискаја заради многу прашања, од многу фактори. Заради правиот пат по кој што одат и заради тоа што имаат јасен и прецизен став за иднината на Република Македонија. Ние ќе продолжиме да чекориме кон НАТО. Ние ќе продолжиме да чекориме кон Европската Унија. И во буквална и во преносна смисла. Ќе ги изработуваме сите потребни реформи и ќе ги постигнеме сите стандарди на Европската Унија и на НАТО, не само заради тоа што сакаме да станеме цел, да станеме дел од Европската Унија и НАТО, туку и заради тоа што сакаме да живееме како цивилизирана држава со високи стандарди. Но почитувани сограѓани, ние не сме спремни да го менуваме уставот и да го менуваме уставното име на Република Македонија. Ние не сме спремни да се откажеме од македонскиот национален идентитет и од македонскиот јазик. Затоа, новиот избор е многу значаен, да не дозволиме Република Македонија да не избере председател. Да не дозволиме да ја доведеме државата во уставна и политичка криза, од која што сите ќе имаат корист, освен граѓаните на Република Македонија. Да не дозволиме калкулации, пресметки, политички пазарења да бидат тоа што ќе одредува судбината и на нашиот народ и на нашата држава. Ние мораме, како луѓе, како патриоти, како луѓе кои што си ја почитуваат државата и кои што си ја сакаат државата, да излеземе масовно на овие председателски избори и да покажеме дека знаеме да имаме држава, знаеме да си ја чуваме државата, секако, но и вака, демократски, со нашиот глас, заради тоа што ќе покажеме дека имаме држава, заради тоа што ќе покажеме дека нашата држава има капацитет да ги бира сите нејзини потребни институции и нема да дозволи да биде уценувана нити од внатрешни, нити од надворешни фактори кои што не ја мислат добро на државата. Затоа, почитувани сограѓани, 13 април е многу значаен ден. Тогаш треба да ја пратиме пораката, како ќе чекориме во следните 5 години. 27 април е уште позначаен ден. Тогаш треба да ја потврдиме победата на председателот Иванов и тогаш треба да ја потврдиме победата на ВМРО ДПМН, но не победа, туку победа со 62 пратеници.
ние имаме одговорност и ние имаме чест да се бориме за нашата татковина. Да сте живи и здрави, да живее РРС, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее ВМРО ДПМН. Благодарам. Сега ни повикува господин Ѓорги Коџабашиев, началник во Славче Черниев и председател на Општински комитет на ВМРО ДПМН господин Александар Колев. Повелете, вас почитувани повикува на 13-ти да го дадете својот глас, да дадете својата масовна поддршка за нашиот кандидат за председател господинот Ѓорги Иванов и на 27-ти да поддржите програмата на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија.